Кај децата потребно е да се развијат вредностите и играта. Дефектолозите велат, кога повторно би се вратила играта, детскиот джагор на улиците, другарувањето, играењето игри во групи, со развивање на надпреварувачкиот дух, социјализација, одење боси, трчање, сето ова ќе придонесе за поздрав развој на децата. Во денешно време сведоци сме дека децата подоцна ги кажуваат првите зборови, а кога ќе прозборат, тоа е на англиски јазик. Сето тоа е резултат на модерната технологија, паметните телефони, компјутерите, таблетите, кои им ги заменуваат играчките на децата уште од најмала возраст. Во разговор за Прва Скопска, магистер Ана Петреска од Логопедско-дефектолошки центар Интеракција Плюс вели дека се поголем е бројот на деца кои имаат мал фонд на зборови дури и по третата година од животот, што според неа е последица на се поредкото читање сликовници и раскажување приказни, за сметка на цртаните филмови кои не придонесуваат за развојот на говорните функции кај децата. Влијаат многу фактори, влијаат и некои околински фактори, значи домашната околина, меѓутоа влијаат некогаш и некои органски фактори. Факторите кои што доминантно влијаат, тоа се околинските фактори. Односно сега е ера кога на дете од 2-2,5 години родителите бидејќи дома имаат таблети, имаат компјутери и на децата им даваат. Некогаш сакајќи само да видат што значи таблет, телефон, смартфон, како тоа изгледа, меѓутоа нели, тука не сакајќи можеби да има некоја игра која што е интересна во колор, бои, со стискање, со сето тоа и детето не сакајќи и да научи како се пушта, кој е наредно ниво на играта и детето да влезе во тој свет на игри, компјутери, меѓутоа не во светот на она што значи жива комуникација. Значи, сега малку младите родители подзаборавија што беше оној начин раскажување, приказни, разговарање и кога децата ќе ги насочиме на тој свет на технологија, тие можат да дури да заборават да зборуваат на некој начин и затоа ќе видиме дете на 3 години кое што ви одговара кратко, со сиромашен фонд, бидејќи технолошкиот јазик е англискиот јазик, значи игрите, сето тоа се на англиски јазик, тие нели команди за игрите и децата полесно научуваат всушност англиски, одошто македонски. Ќе видите како ги знае боите, како ги знае формите, како знае и некои зборови, конверзации отцртани на англиски јазик. Сега имаме нели со кабловските оператори, Baby TV и сето тоа и гледаме како децата си повторуваат некои реченици, дури го имаат оној брз флуентен говор што се одвива таму кога тече еден цртан и затоа децата така и се однесуваат, односно затоа говорот доцне. Петреска додава дека родителите треба да внимаваат на паметните телефони, да посветуваат повеќе внимание на децата со читање на сликовници и најпрво да им го пласираат мајчиниот јазик, а не англиски или било кој друг странски јазик. Значи, не можеме апсолутно нели да ги оттргнеме од овој современ свет. Не значи да детето не знае, да воопшто не знае што е таблет, што е игра, што е англиски, меѓутоа да не биде тоа доминантно уште во возраста кога тоа го учи говорот, го гради говорот, затоа што посериозното учење на втори јазик е некаде помеѓу 6-та и 7-та година, а во периодот помеѓу 2-та и 3-та година кога детето треба да прозбори, треба да му се пласира она што треба да го знае на македонски јазик. Значи тоа да биде преку едукативни изданија, преку книги кои што некој од домашните ќе му зборува. Еве види што има на оваа слика, види што се прикажува тука, за да научи да изгради фонд на зборови. И токму значи ова што децата ги насочуваме кон овие технолошки напредоци придонесе да говорот доцне. Тоа е таа доминантна причина. Исто така, еден од најдобрите и најпрепорачливите методи е посета на детска градинка, каде што има можност за постојана социјална интеракција со врсници. Фондот на зборови кои децата треба да го имаат развиено во периодот од 2-та до 3-та година е најмалку 50, но не сметајќи ги зборовите мама, тато и најблиските членови на семејството. За да се потврди дали детето има проблем во изучувањето на говорот, Петреска вели дека потребно е да се посети дефектолог или логопед, при што ќе се направи контролен преглед и ќе се дадат упатства за понатамошен третман доколку е потребен.